Добро, ги поделив тезиве, бидејќи имам две реплики по 3 минути. Прво, честно е фер и тимски од ваша страна што излеговте да ги кажете овие тези, бидејќи сте биле вице-премиер за економија и некогаш кога нешто не се брани, сепак треба заради тимот да се изигра на начин на кој што ќе се кажат некои тези. Иако и јас, ама и вие најдобро знаете дека ова што го кажавте едноставно е недоволно аргументирано и дека е навистина тешко нешто да се нападне кога и нема што да се нападне. Бидејќи ако би седеле вие и вие, ако би пишувале правила како да се направи некој ребаланс од позиција на вице-премиер, сигурно би го направиле вака и сега ќе аргументирам зошто. Сте биле многу пожесток тука кога сме имале вакви дискусии дали за ребаланс, дали за буџет и добро е тоа што отсуствува таа жештина, бидејќи едноставно нема што да се каже, бидејќи документот кој што е така концепиран ги дава одговорите на сите прашања. Ајде за дефицитот, неколку работи сакате да ги представите во јавноста, да ги проблематизирате, но едноставно тие пропаѓаат кога ќе се соочат со прв сериозен аргумент. Дефицитот ние многу пати објаснивме зошто се проширува. Да, точно е, ќе се реализираат повеќе проекти, да, точно е, ќе се покачуваат плати, да, точно е, социјални трансфери ќе се покачуваат, за да симплифицираме, прво во оваа држава ќе се градат многу повеќе проекти, а второ, сите социјални издатоци кои што државата ги финансира, ќе продолжи да ги финансира и заради тоа ќе имаат повеќе и студентите, и пензионерите, и учениците, и сите оние кои што имаат некаква потреба од државата. Од аспект на капиталните инвестиции, можете да видите дека за разлика од претходната година, истото 6 месечие, значи оваа година и таа година претходно, 55% повеќе се извршени средствата кои што одат во реализација на капитални инвестиции. Тоа е една работа. Втора работа, ако го видите буџетот од 521 страна, таму се детално наброени проектите кои што дополнително ќе се финансираат. Што значи дека оваа држава во наредните 6 месеци дополнително ќе финансира проекти. Искритикувавте една работа за која што јас и вие сметаме дека е фаул, но еве ќе акцентирам. Велите падот на високоградба од 30%, но треба да бидете до крај честни да кажете дека растот на нискоградбата е над 20%. Зошто? Бидејќи нискоградба е се она што е капитална инвестиција, а високоградба се згради. Да, точно е, 30% се намалени висококатниците во државата, бидејќи ние едноставно не сметаме дека треба општините да ги финансираме на таков начин, бидејќи вие како поранешен вице-премиер знаете дека во оваа држава има проблем со финансирање на локалната самоуправа. Сега како го решаваме тој проблем? Бидејќи во држава не се даваат маркици за згради, бидејќи во државата нема омилени бизнисмени, бидејќи во држава повеќе не се градат згради, во овој буџет ќе видите во програмата АА во секое можно министерство има покачување за средствата. Просекот на покачување на програмата АА, односно на средства кои што оваа држава ги издвојува кон општините е над 60% во секое министерство. Тоа е квалитетно, тоа е добро, бидејќи на таков начин ќе се решат многу проблеми и она е тоа кое што ние го замислуваме како модерен економски раст. Понатаму, ако вие направите една споредба по тоа што го имате сега како раст во буџетот од 3,5% во просек 7 квартали поред, ќе видите дека градежништвото е еден од најсериозните сектори кои што контрибуираат во истото. Понатаму, еве денеска пред вие да излезете да зборите, отворив на Државниот завод за статистика и видов едно соопштение дека во однос од претходниот месец до сегашниот месец е 0,5% намалена инфлацијата, што е добро. Што значи дека некој во држава има контрола и дека знае да направи една соодветна симбиоза, времето ќе биде соодветно на соговорникот кој што го зема пред мене, ќе биде соодветна една симбиоза на растот на бруто домашниот производ и на падот на инфлацијата. Така да во тој контекст се движат работите. Благодарам.